интеграција дава позитивна оценка за изборната кампања за председателските и за парламентарните избори. Ние во овој момент сакаме да им се заблагодаруваме на сите граѓани на Република Македонија, на сите учесници на овие избори, кои давале директен придонес во овие избори, односно изборната кампања да биде фер и демократска, а се надеваме дека и на 27 во овој месец и изборниот ден ќе биде исто така мирен ден. Сакаме во оваа прилика да им се заблагодаруваме на 150.000 граѓани кои учествувале на нашите средби. Во овие 30 дена ние имавме средби во сите населени места во Македонија. Ние имавме изборна кампања во 6 изборни единици тука во Македонија и 3 изборни единици во диаспора. Имавме топол прием во сите населени места, ја презентиравме нашата изборна платформа со повеќе од 1000 проекти, ги презентиравме и нашите кандидати за пратеници. Апелираме до граѓани, до сите граѓани на Република Македонија на 27 во недела масовно да излезат и да гласат за парламентарните избори. И им гарантираме безбедност, и им гарантираме дека и во недела, како и во изборната кампања, се заангажираме заедно овој ден да биде ден, мирен ден и сите граѓани да имат можност да излезат и да гласат. Исто така апелираме и до сите надлежни државни институции кои се надлежни за спроведување на изборите да се ангажират максимално во недела да се исполнат сите очекувања и на граѓаните и на институциите. Меѓутоа, Македонија исто така да добива и позитивна оценка од наблюдувачката мисија на ОБСЕ ОДИР и на другите наблюдувачи кои ги наблюдуваат овие избори. Ги спомнавте само парламентарните избори. Како ги се однесува ДПА и ги повикали своите дуи, да се извинувам, пошто доаѓаме од пресна ДПА. Како ги се однесува дуи на председателските избори? Ги спомнавте само парламентарните избори. Значи ние немавме наш кандидат на првиот изборен циклус и ставот е ист. Затоа што ние немавме кандидат, не ги повикавме албанците да излезат да гласат. Нашиот став е ист и за вториот круг, ниту еден од кандидатите не ги исполнува критериумите, односно критериите кои ги бараше ДУИ за консензуален кандидат. Нема да ги повикаме албанците да излезат, односно да гласат за председателските избори, туку ги повикуваме да гласат само за парламентарните избори. Дали тоа значи дека нема да го признаете председателот после тоа отколку ќе биде легитимиран, кој што веќе од недела, од понеделник веќе ќе има право? Тоа ќе биде или Пендаровски или Георги Иванов? Ниту еден од кандидатите не е кандидат за кој ние се ангажиравме, значи не е консензуален кандидат, а од понеделник ќе го даваме и нашиот одговор околу легитимитетот на председател. Младите на ДПА направија една пародија сега на мостот на каде што е споменикот на цар Душан, ставија слика односно плаката од целото делување на ДПА е пародија, така да ќе имате одговор од Центарот за комуникација на ДУИ за овој настап.